Почитувани мои, добар ден. Време е да стартуваме со ново издание на Црвена линија, а со тоа и со нова работна недела. Па еве зашто ќе зборуваме денес. Алтернатива предлага формирање заедница на албански општини во Македонија налик на српската заедница на општини во Косово. Состојбата во Косово на никој начин не може да се преслика и во нашата држава, велат од СДСМ. Патетично, антиамериканско и антиевропско и оди на штета на конечното решение на косовското прашање, велат од ДУИ. Доволен е Охридскиот договор, ваквите идеи можат само да ги влошат меѓуетничките односи, вели Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН. А денес ве прашуваме дали започна трката за купување гласови. Сега го тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на социјалните медиуми, што значи Facebook, Црвена линија, тоа е нашиот профил, каде што целосно може да коментирате, да развиете и дискусија, меѓу другото да лајкнувате и шернувате. Секако и профилот на Телма телевизија на Facebook, Твитер и тука уште еднаш ќе ве потсетам, бидете дел од големото Инстаграм семејство, каде што можете активно секојдневно да учествувате во Инстаграм стори анкетите. Денес на Инстаграм стори, доколку кликнете, ве прашуваме дали со вакви пораки се оддалечуваме од Европската Унија. Одговарате со да и не, резултатите ќе ги соопштиме конкретно во издание. Ке ве потсетам телефонскиот број, ова важи за сите оние кои што еве сакаат да се вклучат можеби за прв пат во Црвена линија, е 023070005. Драги мои, знаете дека имаме 5 активни линии, не би требало долго да не чекате и она што е најважно, а мораме да го повторуваме повеќе пати, е да го намалите тонот на ТВ приемникот или телевизорот, како ви е позгодно, и секако да зборуваме исклучително преку слушалка. Ако сте подготвени, вие подготвени сме ние, секако имаме издвоено и од Твитер заедницата, што е уна за што е коментирано секако на Твитер, но доколку ви имаме вас, нормално стартуваме веднаш со првиот гледач. Добар ден. Дали сум на линија? Да, во Црвена линија сте, добар ден. Сакам да кажам нешто за алтернатива што го предлагува. Тоа е нешто безсмислена работа. Тие како излега од влада непотребно, не непотребно, него мораше така да изгледа и сега малце му е криво зашто тоа го направи. Тоа не може да биде прифатено од никој граѓанин на оваа наша држава. Само едно е многу важно, да ние сите граѓаните во оваа држава живеат во Северна Македонија, треба да се свесни, она што е добро треба да се прифати. Јас слушајќи ги овие другите изјави што ги дава учените луѓе, дека со ова ќе се случило. Ќе се случило лоши работи во нашата држава. Ништо нема да се случи, пато ни е кажан, пато е трасиран, само ние треба тој пат што побрзо да го изодиме. А тоа ќе го изодиме така, што треба сите наши тие што се обврски или развојна на држава да ги достигнеме. Тоа значи економија, транспорт, развој во здравството, развој во науката. Не најбоље ме загрижува што наши луѓе научници, а не што збора сосема противно. И сами себе си рипа во стомако што ние останаме како последни сме гладни. Затоа јас ги молам секој ден град оваа држава да размисли, овие од парламентот да го припатат да се не обрши према Европска унија и што може побрзо да оти. Иначе благодарам за вклучувањето и тоа што го пробивте мразот, бевте првиот гледач. Внимателно само со тајмерот, 90 секунди е времето за излагање на вашиот став. Добар ден. Добар ден, Црвена линија, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. А што тражи Албанија у Македонија да отвара ова, како вика? Заедници на албански општини, тоа е предлог од алтернатива. Не ќе отварат таму у Албанија едно друго. Значи, Македонија ќе го запустимо више, Македонија ќе нема. Бугари тража, Грција ни зема името. И што ќе работи онота? Македонија ќе уснема, значи така. Албанија ќе отвара општина таму. Колко има албанци у Македонија? 25%.
И што сака повеќе? Ало. Да, ве слушаме, продолжете. Се исклучи гледачот, ќе подсетам, значи задолжително и намалете го тонот на телевизорот и секако зборувајте исклучиво преку слушалка за да нема фони, чувство дека има некакво ехо и така натаму. Добар ден. Добар ден. Дали ќе може малку погласно да ве слушам подобро? Добар ден, поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Еве, дали со вакви пореки се оддалечуваме од Европската Унија? Што мислите? Јас искам да ви кажам, тоа веќе имае намера тоа да го прават од страна на странските разнавачки служби кои действуваат во Македонија на некој начин да ја оттргнат Македонија од Европската заедница. Ова што алтернатива го предлага, тоа е веројатно на тој председател на алтернатива му се сонило нешто, дека ова не е Косово, ова е Република Северна Македонија. Ова е држава која постои 81 година. Не постои 2 години и 3 години. Нека него споредува Република Македонија со Косово. Косово се уште е проекторат, затоа што таму има две војски кои го прават мирот по Косово. Додека Македонија е самостојна, суверена, независна држава која што гради интереси, членка на НАТО, сега ги водиме преговорите со Европска заедница и тука сакаме сите граѓани во Република Северна Македонија да се чувствуваат како да живеат во своја држава, а не надвор држава. Според вас, дали започна трката за купување гласови? Да, точно е, алтернатива тоа го прави. Да, го прави тоа алтернатива, бара гласови за идните избори, али искам да ви кажам, мене тоа не ме загрижува. Битно е да ние чекориме со големи чекори да одиме во Европска заедница. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Денес ке подсетам, зборуваме за предлогот на алтернатива. Тоа е формирање на заедница на албански општини во Македонија, налик на српската заедница на општини во Косово. Па еве, според вас, дали започна трката за купување гласови? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Според вас започна ли трката за купување гласови? Па да. Ова беше, мислам, поглупо од оваа работа или позелена изјава од луѓе што претендираат да влезат во власт или утре сака да кројат политиката во државата. Мислам, тоа го слика само профилот на какви личности се бават со политика во нашата држава. Не може да разберат суштината на разликата помеѓу заедницата на српски општини во Косово и во Македонија. Па веќе они тоа го имаат на терен, само толку се назадни па не може да го сватат. Еве зошто? Речеме, кажете ми која одлука албанските општини во Македонија ја почитуваат. Општините кои ги водат албанци во Македонија ја почитуваат. Го почитуваат законот за знамење државен? Не. Кој им брани да соработуваат? Па тетови гостевор војна водат за ѓубрета кај ќе го фрлаат. Кој им брани да се договорат? Па градоначалниците се албанци, не им се меша централната власт. А Рачинова плаќа данок? Не плаќа данок. Државната власт му постави некоја рампа? Не. И што се глупираш издет медици да тропа глупости? Он мисли дека се уште се има на време кога предводеше хорда, па делеше правда по Скопје, у Бутел не даваше крстот да се прави, на Кале не даваше у општина центар трквата да се прави, па тогашната власт глумеше лудило дека не е оштетен или дека не е ништо тако работа. Мислам, знаете, со такви луѓе не заслужуваат уопште да им посветите внимание на тие такви глупи изјави нивни. Се извинувам, Мајме, дали сметате со ваквите пореки дека се оддалечуваме од Европската Унија? Тоа не е анкетно прашање. Па нормална работа, само ги подпалуваат страстите кај спротивната страна и верчиме, ја ви кажувам. Со кој право изјат Меджити предводеше хорди на Кале и во Бутел, во туѓа општина правеше циркуси, ако е за во Европа. И сега сака па да се врати на старото, кога, да не кажам, битка за власт ова и за позиција меѓу гласачите, ништо повеќе. По-глупи работи не може да чуеш од такви луѓе. Меѓутоа тоа е трагедијата кои луѓе ќе водат политиката во државата, кои претендираат да бидат политичари. Зелени луѓе, што да ви кажам, зелена изјава. Толку приједно. Благодарам многу за јавувањето, секако продолжете да не следите и понатаму. Одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Како сме? Па, да речеме добро. Да речеме добро, да бидеме подобре, еве тоа ви посакувам. Да. Па види вака би кажал за ова, ја не знам, ова се дешава некаде таму некоја друга држава.
што граничи со нас, што има тука кај нас да бара тој од Чаир, што беше градоначалникот, да го речам градоначалник, кмет селски или што да е. Пази, ако нешто треба да бараат некои таму општини од рамковните, би требало да бараат, да речеме, Бујановаc, Медвеѓа, Прешево, значи, танте за Кикирику, у таа држава кај што се они, кај што се тоа успоставил таков договор. Што бараме ние тука у тоа сета манџа? Ние немаме потреба од општини тука да правиме. Ја го викам ова аздис, значи аздисаност. Дали со ова според вас започна и трката за купување гласови? Не, овдека не е само упрашање купување, ова е малку поекиридента е овдека упрашање. Значи, она што се случувало кроз годиниве за децениите, продолжава во континуитет. Дојде тој Шолја, како го викаат, им даде на србите сега да прават општини, али за да се компензира тоа чудо, у Македонија ќе се компензира наместо да се компензира у Јужна Србија, каде што исто така се 90 секунди, само внимавајте на тајмерот, ова го предучувам за сите оние кои што ќе се вклучат во наредниот период во црвена линија. Благодарам сепак за јавувањето. Вклучуваме и нов гледач или гледачка, можеби. Добар ден. Добар ден и убав ден, госпоđalici, госпојчалици, не знам. Тина сум. Ете така. Тина е најлесно да ме викате. Само Тинче, а? Тина. Може да ти Да, викам па да не Барбике? се мачиме нели со господје или госпогица. Како и да ве прашам и вас. Дали започна трката за купување гласови? Да. Започна. Само никој нема да иде тамо. Затоа што исти Кабелца и ВМРО и СДС треба нова гарнитура, а не таа гарнитура. Ало? Да, ве слушаме. Треба нова гарнитура, не треба ни ВМРО ни СДС. Како едното така другото. Трнаше вика грнето најде си капачето. Исти се и двајцата. Нема, двете гарнитури се исти. Тие да ги нема. Сакам нова гарнитура. Да знам на што сме ние, а не да одеме у провалија. Додека да дојдат на седлото, охо, ќе ти кажат и брда и долини. Од тоа нема ни таа ништо. Само радовојќање, радоводување, додека да седнат. Седнат ве заборавија, а сине за тебе. Ајде, дали со предлогот на алтернатива се оддалечуваме од Европската Унија? Па поарам да се оддалечуваме од Европската Унија. Види Европската Унија што ни направи. Убаво ни направи. Добро, извини ако сгрешив. Не сгрешивте ништо, особено фактот дека ете се вклучивте во црвена линија и го споделивте вашето мислење со гледачите. Останете да не следите понатаму, а вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден. Како сте? Поздрав до вас. Голем поздрав до вас. Верувам дека сте добро. Па еве, дали започна трката за купување гласови? Како купуваат и што ќе прави? Јас сетам. Како може така? Тај сега може општини бара. Ето ќе научи тоа. Дај толку министри, сега дај општина. Каква општина бе? Општина во Република Македонија. Нема општина. Општина и во Косово нема да идам. Ще дадат. Да во Косово. Со србите. Ако са цинти. Србце цинто. Петровце цинто. А овдека нема цинто општина бе. Они го петаат се малку општина. И сакаат да бидат општина. Мог да чува. А дали со оваквиот предлог на алтернатива се оддалечуваме од Европската Унија? И тоа оддалечуваме. Што оддалечуваме? Јас мислам дека се оддалечуваме. Ако разберете Европската Унија, само дали тоа. Тоа, јас се вестам што се вода на негде, а Европската Унија бичко отхина да изгласа Устава. Тоа е најсакото. Тоа не го ставито. Прете много. Голем поздрав и до вас. Ајде сега малку одиме и на Твитер заедницата, па еве можете да продолжите во
коментирањето, може би ќе се согласите со некој од твитерџиите, може би нешто и ќе надополните, како и да е, стартуваме со твитот на Гума Внатрешна. И еве одиме со ова, ќе прочитам вака. Пола Дуи изгина за правата на албанците, Пола е од 2001 на власт, ама сега одбиле и си играат играчки со нас. Дуи го одби повикот од алтернатива за создавање заедница на албански општини. А што мисли следниот гледач, ке слушнеме во новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Според вас започна ли трката еве за гласови? Неколку пати јас сум се јавил кај вас. Сега јавно го нудам мојот глас. 2000 евра. Кој ќе има избори, кој ќе ми се јави, ќе му го продадам мојот глас. Ако има прегласување, 2000 евра ќе му побарам. Ова малце е мала шала, меѓутоа тоа е тоа. Пошто баш таква ви е темата, ми е така да одговориме, пошто нас ни требаат пари, ќе ги продаваме гласови. Кој ќе се јави, нека повели. Друго да ви кажам нешто. Така да рефлексираме. Ало. Да, ве слушаме, продолжете. Да, рефлексирам на тој магистарот од Штип, кој што за сите теми ги знае. Магистар по економија, работа во Холандија, ама виси на нашите телевизии. Не можев да му одговорам едно време, вика тој полицајецот, не сум ја полицајецот од Радиша, не друг еден полицајец, да се фати тој за работа, а и други да се фатат да не бистро многу политика. Тоа така да го кажам во денешната емисија кај вас. Значи, и уште и ова, само дали со ваквата порака на алтернатива се оддалечуваме од Европската Унија, тоа не е анкетно прашање. Аха, ама викате купуваат гласови, јас ви одговорив на прашањето. Не, тоа е едно прашање, дали започна трката за купување гласови, ја кажавте цената, а анкетата ни е дали со вакви пораки се оддалечуваме од Европската Унија, да или не? Јас ќе им го продадам мојот глас, само ви кажат за која цена. Добро, во ред, благодарам. Еве јавноста ве слушна. Секако останете да следите црвена линија и понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па еве, започна ли трката според вас за купување гласови? Па дај Боже да има трка и да имаме што поскоро избори, и мислам цела Македонија е албанизирана овие години. Што се чудиме ние ако барале тие, не знам, таму земница на општини со албанци. Заев, нели, како премиер, кога нели беше во Швајцарија, поточно како лидер на опозиција, инветуваше на тие најсилни албанци во Швајцарија кои нели финансирај на Косово и кај нас војни, дека рамковниот договор нема да има рамки. Албанизација на цела Македонија, на секој министерство. Сега вака, ова сакам да ми кажете, дали ваквата одлука, всушност ваквиот предлог не оддалечува од патот кон Европска Унија? Европска Унија поддржува екстремизам, антимакедонштина, негирање и од Грција, од Бугарија и од Албанија. Ако се тие вредности на Европска Унија, такви вредности мене антимакедонски, не ми требаат. Мене ми требаат цивилизирани вредности кои се почитува правото да бидеме Македонија и македонци, а не да не уценуваат нон-стоп нас 30 години, а вамо да поддржуваат албанизација на цела Македонија или па екстремни антимакедонски, бугарски, грчки бареа. Но пред се проблемот е во СДС. СДС е... Се исклучи гледачот, добро, нудиме понатаму. Ако има гледачи, секако вам ви даваме предност, еве ги охрабруваме и оние кои што досега не се јавиле во црвена линија тоа да го направат, а новите 90 секунди ќе донесат и ново размислување. Досега можевте да слушнете еве од гледачите кој каков став има, па да видиме што ќе каже и новиот гледач. Добар ден. Дали Добар ден. Слушаме? Добар ден, одлично ве слушам. Во црвена линија сте. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Имам еден предлог. Ве слушаме. Од нас вака да направиме едно собрание, еден парламент од сите, што све ние знаеме што се јавljаме секој ден истите на сите телевизии. Предлогот ваш каков е? Да, ве слушаме. Да направиме, да не ги менуваме по Така, што би биле вие во тоа собрание? Ке учествувам, ама од позадина, не значи во прва линија. И па веќе кога зборуваме за собрание, според вас дали започна трката за купување гласови? Да, се работи.
Се работите, ево и Охрид имало бомба денеска, така гледаме, цел град блокиран. Зошто е то? Политика. Гласојте се тука. Така, а еве дали со ваквите пораки како ова на алтернатива која предлага формирање на заедница на албански општини, сушност се оддалечуваме од Европската унија? Ама ние све знаеме, значи ние немојме да го решиме да е проблем, имаат кој да го реши, значи Ама ние вие немојме имате да го секако решиме. став, бидејќи сте жител и граѓанин на оваа земја. Да. Да, ќе биде одговорот, со ваквите пораки се оддалечуваме од Европската унија? Мислам да. Да, во ред. Ако е тоа се, благодарам секако што се вклучивте во Црвена линија и нормално Црвена линија е токму за вас граѓаните. Не можеме да пропуштиме секако да го имаме во предвид јавното мислење и ние сме оние кои што всушност ги прашуваат граѓаните, во овој случај гледачите, како се чувствуваат, што размислуваат околу се она што се случува не само на политичката сцена, секако и од аспект на социјалните проблеми со кои што се соочуваме секојдневно. Така да благодарам за учеството. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте? Вака, поздрав во студио. Поздрав и до вас. Што се однесува до идејата на алтернатива за некои си таму албански општини, тоа е невозможно. Тоа се искара во парламентот и сега ја алтернатива врти на некоја друга страна, што на некој начин не е во ред, дефинитивно не е во ред, затоа што нема општини во Македонија по етничка припадност, по национална припадност. Нема ни македонски, нема ни турски, нема ни албански, нема ни косовски. Значи имат тие општините припаѓаат на народот. Што се однесува, што викате сега, дали се оддалечувам од Европа? Не, точно. Тоа е погрешна оваа интерпретација. Прашање не е констатација. На уредување на државите. Државите внатре можат да менјаваат се што, а во Европска унија нема никаква врска. Тоа е тоа. А дали започна според вас и трката за купување гласови? А не може како ќе се купуваат гласови, кој ќе, не знам како е можно сега некој да продаде глас за нешто што не е прифатливо апсолутно во една мешано друштво како што е Македонија. Значи купување на гласови. Така, благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме со вас секако понатаму. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Секој е добро, Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Започна ли трката еве за купување гласови според вас? Никогаш албанците нема да дадат пари. Они се заедно. Ако вака се препукуваат по телевизииве. Започна делење на Македонија. Ти ги тураме границите сега. Од Рачиново, Куманово, Групчин, Струга е главен град на албанците во Македонија. Ето од Косово правиме споменици тамо. Нема да купуваме гласови, него нашиве политичари купуваат таму гласови за нив. Да обстанат на власт. А еве дали со ваквите пораки се оддалечуваме од Европската унија? Ние сме Европа. Европа вакви бара како нас, жртви за музење, да се богатат. Европа, од овде парите што се крадат, се носат у Европа. Од тука писо. Они бараат вакви држави, Македонија, Грција, Бугарија, Румунија. Вакви, кај што има корупција. Таму се селат парите и се уживаат. Овдека чуда се прават. И ние идеме етапно. Општини ќе правиме, вамо, таму, полека, ќе се одвоиме голема Албанија и после градови. И така, овде е наш, овде е ваш и готово. Крај. Добро, во ред, благодарам за вклучувањето. Добар ден за нов гледач. Се прекине врската да се доискажам. Значи, мислам дека не станува збор за поделба на Македонија, туку реков за албанизација на Македонија. Албанците се свесни преку ДУИ
дека со несвесен македонски народ, дел несвесен македонски народ, и со партија СДС која се им дава на тие албанци само да остане на власт, дека тие лесно цела Македонија ќе албанизираат. И тоа го прават сега. Со СДС на власт ниту еден функционер на ДУИ, колку и да прави криминали, не е земен одговорност, не оди в затвор. А ако си македонец и ја сакаш Македонија, тогаш ти си терорист за нив и завршуваш 15-16 години в затвор. Друга работа. Јас сум сигурен дека СДС го финансира Рачиново, кој не плаќа даноци, милиони евра му дава, а додека македонци, ако не плати на сметка, ќе му ја скини плата, пензија, ако треба ќе лежи в затвор. Таа е дволичност на таа Титова југословенска СДС во чие време на СФР го Ајде да зборуваме, еве, дали сметате дека се купуваат гласови со вакви пораки и предлози? Има купување на гласови, СДС така дојде на власт, на роми, на други им даваше 1000 денари само да гласаат за нив и сега да се албанизира, бугаризира или покрчува Македонија. Со СДС Македонија губи, тешко на македонците, тешко на сите, пошто СДС е антимакедонска криминална партија. Добро, а еве и уште ова е анкетно прашање, дали се оддалечуваме од патот кон Европската Унија? Фактички, јас сум да се оддалечим од таа. Во ред. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Благодарам. Па вака, јас ќе го кажам своето размислување. Видите, прво ние имаме Охридски договор. Во Охридскиот договор се внесени сите елементи кои што треба да ги исполни државата и заедницата на албанската заедница. Така да ние немаме ништо со условите на живот и права, прописи во Косово. И нема потреба да го мешаме ние, правата кои ги бараат србите во Косово, односно албанците кои треба да ги дадат правата на србите во Косово. Ние сме друга држава, со друго уредување, со друг статус и ние, се што требаше е дадено на нашите жители од страна на албанската еминенција. И затоа, ми се чини дека тоа е неизлишно да го бара некој од нас. Сега, во однос на купување на гласови, па секогаш се купувало гласови, се купува и ќе се купува. Се зависи само, кој колку дава, кој поќе дава, тој поќе ќе земе. Ми се чини дека, но тоа е недозволено. Еве, дали сметате дека алтернатива со овој предлог всушност купува гласови, односно привлекува симпатија и гласачи? Јас реков дека сите купуваат гласови и на тој начин добиваат некој знае колку, но нешто ќе добијат, сигурно ќе добијат некој глас повеќе, затоа што они... Така, благодарам за почувањето. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, во Црвена линија сте. Ме радува. Ова што го прави ова партија, алтернатива, според мене не значи купување гласови, туку значи оноа уредување и стартување на карта замислена во нивните умови, како би изгледало евентуално нова територијална поделба на Република Македонија, која што и де юре и де факто постои на терен, благодарение на наши заспани и продадени политиканти, Курто и Мурто, слези Куртосек. Ке подсетам Црвена линија, ве молам, внимавајте во изборот на зборовите си, како тоа не значи дека не можете да го кажете вашиот став целосно, но зборови кои што се навредливи, кои што алудираат на омраза, говор на омраза, сето тоа е недопустливо во Црвена линија. Само внимавајте да не се погрдни зборови. А сега ќе прочитам еден твит, па еве можете да се надоврзете на ова што ќе го покажеме во следниве секунди. Твитот и припаѓа на Мојсовск. Има напишано: некој анонимен политичар од Алијанса. Рамковниот договор ги угнетува албанците. Потребна е нова територијална поделба.
Некој анонимен политичар од Алтернатива. Потребно е формирање на заедница на албанските општини. Во меѓувреме македонците и албанците во Кичево. Кичево 39 години чека нова болница. Еве, можете да се надоврзете на овој твит. Всушност, што е тоа што им е потребно на граѓаните, без разлика дали се македонци или албанци, и меѓу другото прашањето дали со ваквите изјави и предлози се оддалечуваме од патот кон Европската унија. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. И ведро расположение. Имате стварно убава емисија. Но доколку ова е Талија од Прилеп, по 5 пати се јавува, он прв е за религија, прв за политика. Кај се роди таква личност да реализира? Ајде сега, сакам, бидејќи сте вклучени, да ви нормално да ве слушнеме вас. Прочитавме еден твит каде што всушност она што сакаат македонците, албанците, например во Кичево, е 39 години чекаат нова болница. Па според вас дали со ваквите предлози Алтернатива всушност ја започнува трката за купување гласови? Тоа негативно се одразува за нашата политика. Стварно, доколку излегува од владата, сака све што направат. Тоа негативно. Нема смисла ова наша држава со 30 години постоење. Срамота е тоа. Има сите услови, нека се покажа. Има министер за здравство кој ништо не направи за здравството. Срамота е тоа. Само толку би имал да кажам. А се оддалечуваме ли од патот кон Европска унија? Тоа не е анкетно прашање. Ние не се оддалечуваме од патот за Европска унија, но нас не оддалечуваат други големите сили. Криво ми е што во оваа емисија се јавуваат луѓе кои немаат врска со политиката, кои негативно се одразува на наша... Но секако и вие се вклучивте и драго ни е дека го сторивте. Тоа не можеме да забраниме кој се јавува, тогаш каква црвена линија би биле ние, ако нели зборуваме за тоа дека секој има право да се вклучи и да го каже својот став, но секако ќе посетам правилата се само да се внимава во изборот на зборовите, погрдни зборови, навредливи зборови, говор на образа, само тоа не е дозволено во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, повелете. Овој народ, македонски заспан народ, треба да свати дека Македонија е далеку од Европската унија, бесконечно далеку. Не е сега, не е утре, него 30 години. Па како не гледате дека Европската унија не ја сака Македонија? Да ја сакаше, немаше да не уценуваа 30 години. Да менуваме име, знаме што не ни прават. Како не го гледате? Ако сакаше ЕУ и американциве, нашиве стратешки непријатели, до сега ќе притисне и Грција и Бугарија и ќе почнеме преговори. Ние уште не сме почнале преговори. Како не го гледате тоа? Европската унија, гледајте Турција, гледајте Македонија. 30 години Турција не влегува во Европска унија. А еве според вас дали Алтернатива со овој предлог ќе започнува трката за купување гласови? Значи, сега ќе објаснам што е игранката. Сите албански партии, алал да некиме, удружени се за да остварат голема Албанија. И тоа е целата нивна, кога се во опозиција едно кажуваат, кога се во опозиција друго, а уствари крајната цел им е голема Албанија, што Европската унија ќе им ја даде. Едноставно ќе се прекројат границите и сега го лажат народот со Европска унија, менување идентитет преку тие преговори до уништување. Благодарам за јавувањето. Сега тука малку ќе направам мала дигресија, ќе кажам слободно, бидејќи ќе ве подсетам особено, еве и ќе ве поканам сите вас кои што сте дел од големото семејство на Црвена линија, да останете и нормално да се јавите
ја знаете која е процедурата, одлично го правите тоа во црвена линија, но во заврти на Телма секако да си ја пробате среќата. Па еве оваа Тина се разбира по завршувањето на црвена линија да ви донесе среќа, да го заврти тркалото и да освоите некоја убава и вредна награда. А ние понатаму продолжуваме со нашата дискусија, вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден, Ацо Гиновски на телефон. Многу ни е драго што се явувате во црвена линија. Ќе ве подсетам, ве очекувам и во заврти на Телма, да се наградиме. Па еве, дали започна трката за купување гласови со овој предлог на алтернатива? Да, не е само на алтернатива, на сите албански партии. Јас ги жалам албанските граѓани, затоа што не се они вмешани во партии, сите партии. Значи има лојални албанци што не го сакаат ова што се случува за Македонија. А овие политичари со без мал мозок го прават тоа на македонскиот народ и македонската држава. Значи, они ќе одговараат сите 20 години се на власт за човекови права, а они го прават обратното. А еве, например, во Кичево и македонците, албанците 39 години чекаат нова болница. Им треба, го поддржувам за сите, значи се што е добро е поддржано. Не само албанци, за се. Значи, прифаќам да се поддржи сегде болници, сегде убаво, али политичарите се безобразно покварени, корумпирани криминалци. Граѓаните трпат албанци, турци, бошњаци и македонци. Од нив е последиците во оваа држава, али ќе дојде крајот со новите избори. Ви гарантирам, луѓе, свестете се, ова е последен повик на сите, значи на сите партии, тука го вклучувам и СДС, лојалните граѓани. Значи да се вразумат. Благодарам за јавувањето и сега повторно ќе прочитаме уште еден твит. Џон Кју напишал: иницијатива по излезот од влада, алтернатива бара формирање на заедница на албански општини во Македонија. Па Џон Кју пишува: ќе се покондурите ли конечно со граѓани албанци или ќе подгревате етнички тензии секогаш кога сте на работ на политички заборав? Одиме со гледач. Добар ден. Ало. Ако може малку погласно, ве молам. Дали сум јас на линија? Да, на линија сте, црвена линија. Видете, за алтернатива. Тие рекови прво малце дека му е криво пошто се излегува од владата. А со ова тие си направија лошо, што и самите албанци нема да му гласаат. И таа партија ќе се пониши. Не ќе се пониши, него нема да постои во албанскиот народ. Албанците се добро свесни. Ево тоа се докажа овие 4 години ќе се работаа со Република Северна Македонија, имаме министри, сите се во најдобра форма. Односно, работат за оваа држава најдобро. И таа алтернатива ќе прави заедници. Тоа не е могушто. Соромковниот договор се е решено, тие проблеми повеќе нема ни Европа да му прифати. Не само тоа, и Европа општо не интересира партијата кај не се зборува. Мене ми е само ова важно многу, да кај на сите свесни граѓани на оваа држава, да она што е опрска према Европска унија или да го изгласаме, да продолжиме изборите, со тоа што самите ни ќе се унапредиме. И економија, и здравство, и образование, и индустрија, и све. И тоа ќе станеме побогати. Дали со вакви предлози се оддалечуваме од Европската унија? Дали е тоа? Ова година тутуно се плате 7 евра. Значи, што не било ники пат досега. А тоа значи дека владата зеде многу од купувачи, тие за желба за тутун. Благодарам за јавувањето, драги мои. Продолжуваме со реклами. По рекламите повторно со црвена линија. Тука ќе ве подсетам задолжително за следете на Facebook црвена линија,
Телма телевизија на Facebook, Twitter Црвена линија и уште еднаш повторувам на Инстаграм. Оние кои што не следат таму, нашите инстаграмџи веќе ги дадоа своите одговори, па резултатите од Инстаграм стори анкетата се следни. На прашањето дали со вакви пораки се оддалечуваме од Европската Унија, со да одговорија 76%, а со не 24%. А јас во овој момент ќе ве подсетам дека за многу кратко време ќе имаме 100% забава и секако многу награди. Минатата недела беше многу берикетна за многу гледачи, па зошто и понеделнички со заврти на Телма да не продолжиме во духот на доделување многу награди. Се гледаме за кусо.